се гледа дека било некој култно место, дека ја има таа енергија, самото стапнување во театарот, онака чувствуваш душевен мир на некој начин. И тие имале чувство дека играат за Господ. Значи ти сега да замисли да застанеш и кој е начинот на кој ти ќе играш е важен. Мотивот е важен, некогаш си разочаран, немаш сила, например, така се мислиш. Да, и ми се допадна, бидејќи мојот дел зборувам за, мислам вие зборувате, пишувате за духовното, душевното, нели како од душевно да се премини во духовно, го споредувате театарот со ритуалот и на некој начин тоа е многу добро враќање на корените, на тоа што во суштина од каде потекнува театарот. Затоа што театарот сега има некоја форма на, нели целиот овој западен театар, форма на само говорење на текст. Да. Без духовност, без Нема сила е. без сила, без нели како што ги спомнуваат и Гротовски, Барба и Ти една книга пода. Фала ви, професор. Јавно говорење. Денес баш учевме за комуникација во психологија. И зборот ми беше дека ми се допаѓа исто што ги спомнувате на неколку пати и Гротовски, Барба и Арто, сите тие што се труделе да го вратат театарот, нели, на источната форма, на ритуал. На својата изворна форма. Изворна, да, од каде потекнува. Затоа што денес и кај нас го има изгубено таа форма, таа возвишеност и веќе не се говори никакво да те допри нешто, туку Не се те говори допре. само текст сув. Текст или ќе ти се смачи од некои сцени, наместо да те промени на подобро да размислуваш, те затрујува со она што го има во телевизијата, што те труја бојна, омраз, нема никаков момент да те спотне. Аристотел што вика катарза, да се промениш, ти да речеш, чекај тебе луѓе. Дај нешто добро, да има таа поучна смисла. Да, и вашите обиди за сето тоа да се промени, како сето тоа перцепирање на како реагира публиката во однос на вашите изведби. Зборувате и за, имаше еден дел каде што спомнувате како сте играле во еден кафич, нешто во Прилеп, кафана. Во Прилеп игравме во кафана. Кафана, и каде што после тоа публиката била Се промени просторот. Да. Амбасадор се викаше место. Некој светски македонски хомре за Ѓорги Кастет. Игравме монолози со Страшо. И цел ден бевме изморени, се префлекувавме кај пивски шишиња. Он на крај ни рече дека нема пари да ни плати. А ние цел ден дојдовме, трошиме бензин, Страшо се изнервира. Бевме на граница да не играме. Знаеш, и јас еден момент се гледам и Страшо рече, ајде ќе играме. Знаеш, значи кога веќе ние сме актери, нема што мотив, ние играме за Господ, што ни дал дарба. И отидовме и го осветивме просторот. И на снимката се гледа, кога заврши Страшо, кај него слезе голема сила. На колена клекнуваат и го гушкаат. Се излеа сила. Знаеш, мислам, целиот настап беше добар, ама неговото беше врв, он го играше Ѓорги Кастриот. И тогаш се гледа од тој кафана пропаднат, беззначено стана што нема да ни платат, што немаат пари, не излажа тогаш Конгресот светски, толку пари, немам пари. Знаеш, одеднашка влеговме во тој мотив, играм за Господ. Друг мотив е тој. Поттик и сила примаш. Да, и тоа се чувствува. И истото го... Затоа не дека не бев задоволна од изведбата на Стоби, ама ми се случи нешто чудно. Чудно, мислам, во смисла дека имав чувство дека кажувам на некоја сила, на нешто повозвишено од... Вака целиот театар ми изгледаше на... Не можам да го Кој ќе, например, клекнеш долу, навечер кога е, кој ќе клекнеш долу и кој ќе погнеш гледачите и горе звездите како светот. Тоа е навистина еден мотив кој те понесува. И тоа на се забележува исто. Да. Никога се отвори Охридскиот театар, првим беше таа представа Маседоан и после нас не викнаа. Скрби утеха. Ние бевме со представа со Александар Македонски за Едисонце. И на беседа одржа Ангелина Марко, сега е почината, а беа облечени овие во копија како македонска фаланга. Кога држеше беседа, тие лупаа по земјата. Едно 50 луѓе.
И таа одржа беседа и ние тргнаме со представата. И кога клекна, ми почнеше сцената, се кревам и кога ги видов звездите, не знам како беше. Тоа беше нешто неверојатно. Сад не можам да ја заборавам, те потресува, едноставно те понесува тој. Значи небо, земја и човек кој зборува. Тоа е театар, така бил. Ти си врска меѓу земјата и небесата, по стариот оној Хиерос Гамот, што е небесниот татко го оплодува во дух земјата и се раѓа Богот човек, човекот е од земја, знаеш, ако ја составиш приказната и ти зборуваш. Исто тоа го имаше во мојот дел и за врската помеѓу Бог и човекот и дали треба за да си толку возвишен да доаѓаш од небесата или можеш да станеш преку ритуална форма на некој начин можеш да се одуховечиш, да се стекниш со таа духовна сила. И многу ми се допадна таа компарација затоа што сметам дека навистина има луѓе, има гласови, има кога ги слушаш и кога ти даваат некоја смирувачка форма. Например, ја во после време тоа многу го чувствувам. И многу ми прија, например, не знам, вашиот глас го чувствувам од секојаш така, како да има нешто, знаете, човек сака да го слуша. Абе, духовно има сила. И има сила, Значи, да. Тоа се гледа кај оперските пејачи Павароти, например, кој ќе го видиш промената на неговиот лик. Ајде, влези. Да. Промена на ликот во една секунда има пее некоја песна, затвори го држи крупно кадар и зема воздух и одеднаш као остар и почна да плаче и почна да пее и гледаш за момент од трансформација, духовна. Кај Тоше Проевски го имаше. И тој пее со отворено срце за Господ. Да. И он поврзува религии, добива духовна сила. Кај Тоше исто се чувствува кога го слушаш. И онака има некои моменти каде што не можеш едноставно емоцијата те победува. Например, не знам, Полско цвеќе во живо кога ја пее. Ми е фантастично. А тој го гледаш дека е отворен, тој например картичката е дава, извади пари ако ти фала, он се раздава, колку даваш повеќе ти дотура Господ. Тоа е принципот. Па и таков е принципот со нашата игра. Да ако ја сакаш улогата, работиш, он ќе ти дотури решение и ти ќе бидеш добар. Да, колку љубов вложуваш, толку се материализира. И публиката го гледа тоа. Ја гледа љубовта е прима таа. Таа само љубовта е прима. Духовната љубов, мислам, ние што не ја гледаме. Тоа е целата суштина. Добро, наде. Ќе го чуеш ли мојот? Инаку, Да, ќе го чуем. не е важно, не е проблемот во резултатот, него процесот дојде. Сега што треба само маличекор да не се сомневаш дали си добра или не. Сега да продолжиш да добиеш една самоувереност и да чекориш напред да ги завршуваш работите до крај. Сега имаме друг момент, например, блажена си, носиш душа, не знаеме што ќе биде, нека намножи Господ, да е здраво, живо, се што треба. И духовна сила да има. Фала ви. Човекот без дух ништо нема смисол, ни државата, ни црквата, ни театарот. Тоа е мртво, ние го гледаме дека е мртво. Кај што има дух, сеќаваш дека има живот и таму луѓето сакаат, тие што се будни. Некои што не се будни не ги интересира, оти се на пониско ниво како животните. На пониско не сме бирани, играш представа, он не го интересува, он си прави муавет, си чука, ти ќе ми збориш. Он не е отворен да прими. Да, а професор исто ова ме потсети на и онака кога си правев во себе си компарација помеѓу чувството што го доживеавме на Стоби, конкретно што го доживеав на Стоби и например ми беше многу слично со кога одиш во некакви манастири, нели, особено во Мариовско има многу манастири каде што се многу мислам такви малечки, например еден клисар има само и ништо друго, ама има некоја духовна смиреност, нешто влегуваш и одма се променуваш себе си. Да. А за разлика Односот го променуваш дека застануваш пред Бог. Значи, они го имале во античкиот театар. Играм за Бог. Така, па Питербург, театарот е потреба. И јас кога играм за Бог, ја застанувам пред него и друга сила примам и друг е односот. Затоа театарот е храм. Тие за Дионис играле. Не играле за себе. Да. баш духовен. Дионис е син на небесен Бог, истата е приказната. Зевс и Семела земна жена. Истото е на Кокино, материализирано во Христос, преку Свети Дух, Марија го раѓа Исус. Тоа е како пророчка уметност, они се ќаваат дека тоа е. А исто спротивно на ова е, например,
кога бев на Бигорски, сега не сакам ништо да кажам против самата институција црква што и да е, ама многу луѓе велат тука има духовно смирение, ама ја конкретно, например, таму ништо не почувствував, мислам, ништо особено од тоа што го имам доживеано на многу помалечки места, многу Кај што нема никој, кај што има Да. мир вистински. И некој претходно се молел, така да има место каде што е прочистено. Просторот се прочистува, например, во простор кој ќе влезеш кај што се карале луѓе. И да не ќе сетиш нешто дека нешто не е Да, во ред. чудна Не, енергија. не мора да ги видиш, да се свртани со грб луѓе, сеќаваш дека, а во место кај што се пееле и се молеле на Господ е друг е мирот. И веќе е исчистено, нема човечка злоба. Изчистен е просторот. Да. И се има друга енергија. Јас, например, професоре, памтам една случка од детството. Стално имаме одено ние по манастири, така, тато стално не носеше. Имаше едно место, сега не можам да се сетам, може он ќе ме потсети, па ќе ви кажам, само еден монах имаше внатре. И отидовме некој доцна време беше и ни даде лепче. Значи лепче како секое друго, ништо И тоа посебно. вкусно. Лепче и мелена сол нешто имаш. А јас како мала воопшто не јадев, сега сум различна, ме тера, ме молеа да јадам. Друга енергија имаше, професоре, Да. кога го пробав, ми остана тоа вкусот, лепче од тогаш немам исто најдено. Не, Посебно е, повкусно е некако. Како Така е, да. напор. Па и храната што ја јадеш, така, не знам дали си била на вечера, на Да, вечер, да. во манастир е друга некако. Графчето Посна, е- ама убава. Те подсетува дека застануваш пред духовниот Создател. Значи, вака ти се забораваш, ти живееш. Значи, има еден стих во Стариот Завет, од каде знаеш ти сине човечки, зборува за син на земјата, дека твојата душа ќе оди на небото, а душата на животното во земјата. Човечкиот син без духот е на исто ниво како животните. Ти тогаш забораваш дека е, а ваму кога ќе дојдеш е сосема друга. Значи, застануваш и сеќаваш, се подсетуваш, те подсетува Да. на духовната природа. Ние знаеме дека сме духовна природа. За одредени празници, исто, например, во Марио, бидејќи јас таму, кога бев мала, скоро секоја недела одевме, и ми останато, нели, таму обично, мислам секаде се дава обично јагнина, не знам, вол, па сега има еден празник, мислам дека Зелинден, каде што се коли вол и се прави манџа. Значи, таа манџа има само таму, на Светилија и никаде на друго место. Никаде немам пробано нешто слично на тоа. Луѓето имаат што одат готват за големи црковни собери и тогаш храната е вкусна од и мотивот негов дека он готви за Господ, не бара пари, доаѓа, некогаш може би ги плаќаат, не знам. Неговиот мотив е дека служи. Па истиот мотив е и кај нас и во нашата професија, затоа и го споредувам, затоа што мотивот кога знаеш дека играш за нешто повозвишено и дека некој сакаш да преобразиш, е многу поголем и даваш дел од себе си. Баш исто како Тоше што мислам дека дава дел од себе си на концерт, конкретно на таа полско цвеќе што никош не можам да ја преслушам. Така и ние Да, мислам тој дека даваше со цело срце. Тоа беше мотивот со страшно. Ние ќе играме, актери сме. Ние сме дошли до моменти. Требаше да играме за Сојуз на глуви и дојдоа само тројца. И требаше да ја обновиме представата за слепи на град Скопје. И требаше да ја обновиме и да одиме на фестивал, да ја обновиме и дојдоа само тројца. И ние се погледнавме, веќе го имаме тој. Ние ќе играме и за 0 гледачи. Ние играме затоа што сме уметници, даваме некоја светлина. Без разлика, не зборувавме тогаш на тоа ниво. И дадовме една прекрасна представа, се возобнови. За тројца игравме слика од Сојуз на слепи, не дошле, не организација. Значи тој е тој мотив. И за еден гледач сме играле. Во Пиринска Македонија ги исплашија, беа само тројца во салата, во микрево. И ние рековме играме, и ние почнеме да играме и влегува двајца под шишани, јас зад сцената така почнуваше. И он вика, тази играат, бе, вика, на празно. И јас од позади ми беше монолог да живее Македонија, се здрна, влегов во сцената како што ми беше. Ние сме се навикнале, кога имаш таков мотив, те крева играш на вистина представи кои преминуваат. Самообичен театар, него се прелеваат во публиката.
Да, па кој правеше така театар од овие Гротовски или еден за еден гледач или Гротовски. Гротовски. Дошла да еден актер. Не, Питер Брук вика во дефиницијата дека во празен простор еден гледач само е доволен и еден изведувач. Али дошла една полска критичарка од Франција, не знам како се викаше, кај Гротовски. И рекла, може ли да гледам представа? Може. Театар од 13 редови на 60 километри од Аушвиц, Ополе. Може рече платите карта, па колку карти? Една само. И она платила карти и они играле представата и после ги носи во Париз. Вика, ова мора да го видите, ова е сензација, на брзинка го пушта Полска, со притисок политички излегува од Полска. И ја играат представата Постојан принц и ги шокирал како играат Гротовски. Како полски монаси играат, како католички хор да дошол. А на неговите представи почнувале Полска е жива, да живеат пољаците. Тогаш бил тој притисок меѓу Русија, нема пољаци. Замисли така да почнам јас денеска ќе му Македонија е жива, да живеат македонци. И почнуваш, имаш мотив на играње. Сега кога те негираат, нас не негираат исто како нив. А баш денес не би требало тоа да се случува затоа што не треба да има цензура на уметност и уметникот. Па не треба, ама сега видите какви се состојбите. Добро, ете така. Добро, Наде, поминај. Ајде сега. Ајде сега јас да поминам. Убаво што го зборнавме вака што ги споивме овие работи, затоа што баш мојот дел е за врската помеѓу обредот и театарот, за претопувањето од обред кон театар или обратно, за суштината што ја делат всушност обредот и театарот. И ќе почнем за обредот кој покрај другите, кој покрај сите други негови значења има и значење за очистување од гревот, за очистување од престапи што сме ги направиле во овој земски свет, за спасение на душата, барање на милост од Бога. А ова всушност низ театарска призма и низ театарска перспектива може да го видиме и како градење на, бидејќи нели во театарот ние градиме односи кон останатите ликови на сцената, па вака и ова. Еве ти една книга. Добро, извини што те прекинав. Нема врска. Па вака и во обредот, тоа е градење на однос личносен од мене кон Бога. Баш ова некако си го имам размислувано како мала, дека не се потребни сите, да речеме, бидејќи има нели такви што заради мантијата, па пред нив си исповедуваме дека мантијата негова е врска од мене кон Бога. Мислам дека секој го гради лично односот кон Бога, дека не е толку битно што и како, ако само е чувај ја искрен. мислата. Значи, кога во даден момент кога игравме некои разни представи по разни места, кој ќе повикав на пример отвори ми ги словата мој Господе, секогаш слегуваше сила. Најекстремната сила што слегла, ја тоа не можам да го обяснам, беше кога имаше во универзална сала со, дали беше со името тогаш, со знамето, не знам што се случуваше, имаше голем митинг и јас и Владо Денчов настапив. Кога заврши монологот на универзална сала, јас тргнав од сцената и вака, не можев да се додишам и мислам дека ми се истури река од солзи. Таква сила се излеа, а на почетокот, значи, играм за тебе, Господе, дај ми сила и тогаш доаѓа силата. Што е личен однос. Можеш да побараш сила да играш за него. Ќе добиваш секогаш. Е така, добро? Ајде. Епа, ништо во ова, да речеме, врска помеѓу во молитвата помеѓу личноста и Господ, има и диалог, што можеме да го поврзиме како театарски елемент, диалог, потоа има катарза во едно дејствие кое што го прави актерот и тоа е една од врските која што ги поврзува овие два многу слични. Мислам дека Наде повеќе сега ќе ме разбере, бидејќи кај професорката Ана работиме на оваа тема, дека театарот е тргнат и затоа Македонија можеме да кажеме дека е лука на театарот и Балканот всушност. Ама еве Македонија можам да кажам најмногу, бидејќи тука некако обредот имал суштинско значење, тргнувал од екзистенцијалното, тоа дека човекот морал да преживее за да го прави. И тоа е уште една точка што ги спојува, односно потребата да го правиме. Не е тоа нешто свесно што не тера нас, не сум решила јас и сакам да ми има во тој филм, во не знам што, па да се запишам, туку нешто што несвесно ме тера. Сега некогаш ќе е лошо, некогаш ќе е добро тоа што го правам, ама потребата од внатрешно ме тера да станам и да дојдам на факултет во секакво доба, зависи какво е. Али добро, тоа е повеќе мираниумска традиција. Значи Ребека Вест во таа книга Патување низ Југославија,
американска новинарка што ја пишува за Македонија, има најголем број страници, вели уметноста во Македонија не е технички трик умеење, занат, туку е духовна врска со Создателот и неговиот син Исус Христос. Видите каква дефиниција дава таа. И ние го имаме тоа чувство на традиција на општење со Бог, на заедништво. Да. Битен е тој елемент. Зато има песни, ора кои се пееле, играле и така натаму. Добро. Нема врска, па баш за тоа изборуваме кај професорката Ана. Има нешто во нашата култура што не двои од останатите народи, по начинот на игра, има нешто во гестот, во тоа како го чувствуваме текстот. И баш тука многу е значајно дека потребата и поривот доаѓа од несвесното, не од нешто свесно, туку од како што обрадот, да речеме, порано го правиле од најнесвесни чувства, тој баш кажувате туку во книгата, не создава конфликти, не создава туку создава едно заедништво какво што треба и да постои во театарот. Сега едно е на сцената кога ликот доаѓа во судир со другиот, ама во екипата, во тој ансамбл кој што игра мора да постои заедништво какво што има во. Да, сега без заедништво нема да биде добро. Во обредот. Да, кога се поврзат луѓето во една приказна, тогаш се крева таа многу горе. Да. Некогаш ќе се запали еден момент, некој момент ќе ве поврза и тргнува представата. Сме почувствували така. Да. Па исто како во реплики, нели, кога еден говори, не е толку мојно колку кога се сите заедно и го говорат, делат една идеја. И кога ќе поверува сите во заедничката идеја, ќе им се порамни мотивот, дека играме да донесеме некоја светлина. Не знам, знаеш, мораш да имаш мотив. За кого играм јас? Некогаш нема да има публика, ќе те нервира директорот, нема пари. Дискутиравме, ти имаш мотив друг да играш. Ние имаме и духовна историја во Македонија. Македонија е во духовната историја. И затоа не може да избришат како што не можат ни Израел да го избришат. Ние имаме материјална историја, таа е точно, без материјалната историја Европа не може без Македонија. Ама без духовната, што ќе кажеме, Македонија и Израел, двете точки кои на сличен начин се борат. Ти има духовно општење, целата суштина е во тоа, затоа се тие песни и ора. Си играле на Дионис ората. Да. Еврипид, например, тој принцип го нема никаде, тој е овде направен. Деусен махина. На почетокот и на крајот на представата го повикувал Господ и го покажува принципот. Он да игра. Значи тоа беше потикот, дај ми ги словата, отвори ми ги да играм. И на крајот да игра, Молиер го користи после за да не го утепаат во Франција, Кралот сонце. Деусен махина, Господ сече, јас не сум ја напишал драмата, Господ ми ја даде. Така правеше, да. Мислам, тоа е суштината. Да. Добрите драматурзи знаат дека драмата слегува од горе, дека е духовна. Античката драма се бави само со односот на човек и Бог. Питер Брук, театарот е потрага по Бога. Македонија е духовна историја има. Пишана е таму и затоа не може да се избрише. Потрага на духовното над душевното. Ами ние сме свесни дека Македонија има духовна култура. Овде, например, тета што се бават и со разни работи, со магии, со врзување, со одврзувања на македонскиот полуостров, од Грција ваму до таму до Хрватска до горе. Има центри, например. Па тие ги користат старите демонски состојби, те врзува за инфаркт толку пари, за ова по илјадници евра даваат, за мозочен удар да те разведе. Беш вие во книгата пишувате за раскинување на бракови, за секакви магии. Ти само ако имаш духовна сила, ако се држиш, можеш да се одолееш на тоа. Добро те прекина, патиме многу теми. Театарот е духовен, не е телесен. Можеш ти буквите на драмата да ги земеш? Не. Тие се хартија, само тие се како тонови, ноти, можеш да си ги земеш нотите? Не. Ти мораш да ги оживееш. Кој ги оживува? Па тоа е духовно. Така е. Нематеријално, добро? Сакам да ја прочитам, ова не можев да ја запамтам, ама има една многу убава реченица, сте ја извадиле од некаде, не знам од каде. Да седнеш и да размислиш нешто и осознаеш нешто за театарот, ќе треба да навлезеш во внатрешната проживеаност. Од чувства да дојдеш до смејата и солзите, до коренот да се зборува и прозбори, до промената на себе си. Многу ми беше убава оваа реченица, професоре, и на неколку пати мислам, дојдов до зборот промена. И јас, например, не знам со што ќе излезам на крај, уште не сум завршена на ФДУ, ама само сакав да не сакав, туку ева ова го гледам низ секој процес, дека низ секој процес каков и да е, до што и да дојдам, до што и да допрам, не излегувам иста. И тоа е тоа растење низ
театарот еве на личноста, бидејќи отвараш нови теми, теми за кои што може да си се плашел, отвараш нови работи во себе си или се сеќаваш на нови работи и не може тоа да те остави непроменет. А мислам дека тоа е една од суштините на животот, да не останеш, да не е рамно, туку да има промена. Да Тоа се е пулсот. пронајдиш себе си. Така е на крајот на криштата и да дојдеш до она што е вистинско, што секое дете го знае, ама низ годините малце го заборава, па тука повторно еве го пронаоѓа најискреното од себе, поривот за игра, најсуштественото всушност. И пак ќе дојдам до тој збор попосле, дека обредот те спотнува велико нормален живот. Интересно е дека ние правиме некои работи што може да се исклучат од нормалата, да речеме си замислуваме работи што не се тука, на некој начин тоа се илузии, халуцинации, ама всушност и мало дете да седне и да си игра, ги замислува работите до себе си. Затоа и верува дека се реално. Да, и верува дека се тука. Да. Всушност, како може да кажеме дека ова е ненормално, зарем ќе го поистоветуваме малото дете со лудак, би рекла. Не. Мислам дека тоа е најнормалното и најубавото во професијата и дека зборував за менување вели општи со символи и учени из действијата не носи низ процес на менување, што е многу значајно. Вие спомнувате, професори, играта како идентитет и јас ова си го подразбирам на многу начини во однос на играта како оро, како танц, како нешто што ја разликува нашата традиција од другите, но и играта како начин на игра, начин на битисување на сцена. Секој еден од нас си носи свој белег. И тоа е игра И практично. тоа е игра, да. Значи, не е оро класично, Да, има но- движење, ритам, сето тоа, но е во зборување. Да. Нели, може да има и делови во оро и така. Мешано е, мислам Значи, дека, да. Почнувало со оро, со хор, со оро, во античка Македонија така било, оро, кестрој. Да, па професорката Лужина вика во една книга дека македонската драма, дека почетоците на македонската драма се битовата таму, дека почнува се всушност како едно долго оро, почнуваат и завршуваат со истото. Јас многу интересно мислам многу ми е интересно тешкото како оро, бидејќи има некоја символика во него дека и последниот како таков доаѓа прв и првиот последен, дека има некое значење во тоа и Шекспир зборува за тоа дека еден ден кралот ќе го јадат црви и тој ќе биде нели кој ќе се распадне кралот ќе го јадат црвите, дека миливоста на животот, дека всушност денеска може да си прв, но утре може да си последен и не треба нели да се гордееме многу, туку треба да го се тече се менува како што се вели. Сега за обредот сакам да кажам некои работи, дека тоа е место за човечки импулс, дека тоа е в суштина, сега да не се вртам во круг, ама нешто што е многу битно за играта, да не го тераш, да не се тераш себе си да правиш нешто, туку да ти дојде од внатре, импулсот на човека да игра. И професорот тука би завршила, бидејќи повеќето беше како вовет и некои ваши извадоци за обреди, па не ќе да ги повторувам, бидејќи вие ги кажавте за тие магиски елементи во нашата традиција, нашата култура. Но, да, уште еднаш сакам да спомнам, бидејќи си го ставив како заклучок, некој дека обредот гради мир, разбирање и зближување. Всушност и театарот е на некој начин тоа, ако не дојдеш во театар или ако не си на сцената, тој што после ќе искочи со некој внатрешен мир, да речеме, ја нема смислата, мада ние понекогаш забораваме и повеќе не понесува тоа како сум прошол гордоста, славата, нели желбата за слава, за да сум најдобар, за да сум подобар, ама мислам дека ако на крај не сближи тоа некако како народ, како еве заедница, ние нас, ако во себе не најдеме некој мир, мислам дека нема да има никаква смисла па на крај на криштата тоа што го правим. Добро. Инаку, например, степенот на вербата во не се е можно за оној кој верува, на тоа што го играш се материализира. Обредот, например, кога веруваш и кога се поврзуваш во духовниот свет, е можен да се материализира. Знаете, например, кога правиш нешто за нешто. Значи, обред е исто кога јас играм за Господ. Јас сум дарот. Со љубовта, телото ми е храм и добивам сила. Некои само, например, денеска они прават прости обреди, носиш масло и зејтин. Не е битно тоа. Битно дали ти во срцето имаш љубов. Тој вели милост сакам. И, например, за да не ти се случува тоа што го играш, што играв, да останам да се вратам назад во сопстојаното. Оти некогаш, например, кога актерот верува, се материализира тоа. Го знаат тоа добрите актери. Затоа тој Деус ен махина.
На крајот на представата, тоа што играв, Господе, да не ми се случува, ти благодарам, се враќам назад. Пак на почетокот бараш сила да го играш тоа. Тоа се други теми ги имам објавено. малце се комплексни. Јас понекогаш Например, Психо, Ентони Перкинс во Психо не можеше да излезе од ликот, не знам Хичкок дали сте го гледали. Ентони Хопкинс, јагнињата Костина зборува за демон, Билјана Беличане зборува дека има пола лик ваму таму. Лоренс Оливије се плаши од ова. Има многу кои се материализира. Жената на Лоренс Оливије му вели големите, мислам дека беше Сибил Торндайк, големи, ако уште еднаш играш ликот Шекспир, ќе те оставам. Лоренс вели големите Шекспирови роли се како канибали, те јадат со се партали. Ти во духовниот свет преминуваш во невидливиот и менуваш внатре нешто. За да можеш да се вратиш повторно, оно што го играше Моцарт во филмот се смееше, не можеше да излезе од ликот. Има такви моменти, затоа е тоа Деус ен махина. На почетокот го повикувам Бог, на крајот му благодарам што сум играл да не ми се случува, толку треба само. После се чистиш. Ова е повисоко ниво. Ако не го разбира, ако си телесен, не те допира, но актерите што веруваат, сеќаваат дека тоа што го играат им се случува. По извесен период. После прават еден период пауза. Затоа И што размислуваат. навегуваат толку длабоко што ја допира таа божествена точка. Ти не правиш, ти правиш разлика меѓу Наде и ликот? Не, јас не правам, ако ќе гледам, мене ми викаше една жена, да ма се ти ќе си ја пробуди. промениш, рече био, како ми викаше? Не, Биомеханиката. ќе си промениш хромозомите, кај одиш ти таму? Јас доаѓав до границата, како што вика Ричард Бартон, и одиш уште 3 чекори понапред. Тој во Хамлет играше и не можеше да излезе од Хамлет, ама тој Хамлет е стварно коса ти се крене. Значи ти доаѓаш кога веруваш, преминуваш во духовната сила и после не можеш сам да се вратиш, не се. А оние што се попросечни актери, што нема толку чувства, не е. Тој што верува е, се материализира. Значи се е можно за оној кој верува. Тоа е стих од Библијата, од Исус, кој ќе го размислиш добро. Стварно е така. Веруваш, да веруваш дека ќе се исцелиш и да не си верник во Бог, ќе се исцелам, ќе ти помине полесно. Со ковидот имам случаи такви. А овој легнал докторов овка, помош, 3 месеци болен. Ова жена во Прилеп, мажена во Србија, Господ ќе ме исцели, за 2 дена стана и работи. Ама она верува дека ќе ја исцели. И толку, не е ни верник. Шо, пали свеќе еднаш годишно, тоа верник е да живееш како Исус. Има една приказна професора за вистинската верба, се молело цело село, немало дожд долго време, за плодот требало, нели, дожд да наврне. И се молеле, Господе, те молам утре да заврне дожд. И стануваат сите утрото, најнормално, нели, излегуваат на пенџерења, само едно дете носело чадор. Оно стварно верувало дека ќе заврне. Тоа е таа искрена верба во... Така е, да. во нешто. Имаме ние и песни за дожд, кога веруваат и кога додолу ки тие, како вистина заврнува кога имаш. Кога имаш на верба. Ние на Цоци на Томба еднашка бевме и така на шега да врне дожд, сега ќе заврне и тихо, ќе заврне, се молевме, правевме, јас кажав некој монолог и почна да врне. Еј. И друга една девојка ме потсетила во Пробиштип исто така било, ќе заврне дожд, од тие додолките, од тие народни, ќе врне, Господе, сега ќе врне, тихо, ќе врне и заврнало и ми вика, бе, чичко, тихо се сеќаваш тогаш кога се молеше кога заврна дожд, јас не се сеќавам, сум заборавил. Сега да ти кажам, можно е кога веруваш, актерот променува и затоа Аристотел вели учеството во Дионисовите слави не е да се научи обредот, него да се соединиш со Господ, со Духот, со твојата духовна природа. Ете така, деца убај. Да се возвишиш. Ајде да сте живи, здрави и благословени, да ви отвори Господ, да ви намножи се што треба, ти да донесе живо и здраво уште една душа на мајкава земја, ако треба и на мајкава сцена, и со лесно да ви врви животот. Фала ви, професоре. Така. Имајте убаво лето. Да, и убав ден и убаво лето. Да.